колешки, колеги, пратеници, почитувана македонска јавност, почитуван колега Фадил Зендели, со огромна доза на внимание го слуша вашето излагање. Зборувајќи за Предлог Законот за финансиска стабилност, вие презентиравте податоци од разни мериторни институции, како што се Државниот завод за статистика и секако Светска банка. Зборувавте за финансиска криза и за финансиска стабилност, тоа се два различни појмови. Основниот мотив за одржување на финансискиот систем преку спроведување на макропрудентни мерки. И сега, во самиот предлог закон, е дефинирано дека овие мерки, кои што треба во иднина да обезбедат финансиска стабилност, ќе ги спроведува комитет. Во членот 25, во делот на правната заштита, стои дека членовите на комитетот и подкомитетите не одговараат за штетите кои што може да настанат спрема трети лица, поради мерките и активностите за зачувување на финансиската стабилност. Сега овде се поставува логично прашање до кога ќе се оди без одговорност и до кога ние ќе продолжиме на овој начин. Последниот свеж пример е со секако Евростандард банка, наместо да извлечеме поука од тој случај за самите штедачи, нивното страдање, ние повторно во членот 25 стои дека нема да се сноси одговорност при превземањето на мерки. Исто така, почитуван колега, вие зборувавте за финансии, но факт е дека секојдневието кај нас, на нашите сограѓани, е се потешко. Овде во неколку наврати се спомна износот на минималната кошничка, која што за мене значи само едно, дека минималната кошничка визави минималната плата значи само едно комплетно фијаско на економските политики на оваа влада. Уште еднаш да повторам, значи комплетно фијаско ако се спореди износот на минималната кошничка визави износот на минималната плата. Тоа значи само едно, дека не се донесени вистинските мерки за да се спречи трошоците на живот да растат побрзо од растот на платите. Соочени сме сите ние со суровата реалност дека сме влезени во едно должничко сценарио и не смееме да дозволиме финансиска стабилност само за определени членови од врвот на партиите на власт, а за сите останати финансиска нестабилност и несигурност. Ви благодарам. Ви благодарам и вам, Фадил Зендели.